Комората на сметководители слави 15 години од своето постоење. Од минатата година е самостоен правен субјект. Како и сите економски чинители во нашата држава, така и оваа организација видела се и се што, особено во оваа деценија и половина. Добро утро за Благоја Грозданов, председателот на Комората. Како го најави, видела се и се што. Па нели нормално. Па ние не сме видели, стварно сме видели. Нашиот економски живот, особено сметководителите, гледаат се и се што и не смеат да зборуваат за тоа. Се шегуваме. Сметководителите се нервниот систем на економијата. Тие се наоѓаат во спрегата, односно се спрегата, во тостерот се, некаде меѓу стопанството и државата. Кој сегмент од досегашното работење, па и на сметководителите, но и на Комората, ќе го издвоите како најсилен, а кој како најслаб? Па, веројатно, најважен, ајде нека биде најважен, не најсилен, е сегментот на комуникација, бидејќи, како што кажавте, сме спрегата измеѓу стопанство и измеѓу држава и токму тој момент комуникацијата и спојувањето на нештата, или лепакот кој испојува нештата во целиот систем, во целиот економски систем, би го извел како најважен момент. Меѓутоа, па тука некаде, во контекст на тоа лежи најголемата слабост, тоа што ние слабо се слушаме во нашата држава, односно, некаков впечатокот досега ми беше, додека имав, додека имам учествувано во такви групи и дебати и слично, дека зборуваме, ама не се слушаме, односно многу малку се имплементира оној фидбек кој се дава назад. Значи не е само да кажеш нешто, туку тоа нешто и да биде, нели да има ефект, односно гласот да биде слушнат. И тоа е тоа на што сега се обидуваме да обрнеме најголемо внимание во сегашната комуникација со со институциите, да бидеме слушнати и тоа што ќе го кажеме да има некаков ефект, односно да се одрази некако врз политиките кои се креираат, системите, даноците и така натака, бидејќи ние на крајот на денот сме тие кои го имплементираме тоа што законски било вака или онака осмислено во конкретно некое решение и во конкретен поднесок, извештај или што е да е тоа. Ајде во контекст на ова, Македонија одамна чека суштински и системски реформи за подобра економска клима во државата. Како ни почна разговорот, сме виделе се и се што, ќе го дочекаме ли тоа? Па, видете се, дали ќе го дочекаме, не зависи од нас, од што се несува до мене, би сакал пак да ја нагласам потребата за пласирање на диалог. Во контекст на тоа, например, една тема, а поврзана со ваше прашање на која сакам да се разговара, е структурата на буџетски приходи. Една точка која мислам дека го задревте муабетот со претходниот гостин, а деношната политика која во моментов ја имплементираме и која е во ефект, мислам дека можеби не е најадекватна за ситуацијата во која што се наоѓаме. Например, ако погледнете структурата на буџетски приходи, ќе видите дека кај нас доминира данок на додадена вредност, кој е индиректен. Корисник кој го плаќа данокот на додадена вредност? Крајниот корисник. Дали данокот на додадена вредност варира во однос на вашите примања? Не, тој е. Следствено, оној што има помал приход, кај оној кој што има помал доход, помал приход, данокот зазема поголем процент од неговиот доход. А имате потрошувачка на артикли кои не може да се избегнат, односно е неизбежен данок. Зошто тој данок да доминира во структура на буџетски приходи, кога мислам дека сега без некоја конкретна анализа да цитирам, сите знаеме имате многу просперитетни 200-300 можеби фирми во Македонија кои убаво работат, а кои не плаќаат повеќе, односно не учествуваат повеќе во системот и не допринесуваат онолку колку што имаат бенефит од целиот систем. Друг проблем од другата страна на математиката секако се буџетските расходи, односно начинот на трошењето на средствата. Тука можеме да посветиме и цел ден на таа тема, може за 15 минути да го образложиме, меѓутоа треба да се отворат прашањата, да се дискутира транспарентно и тоа ми е најважно, она што сакам да допре до поширокава јавност и до политичките елити, да допре потребата за постојан диалог и поставување на механизам спрега за резултатите од тој диалог и од страна кои ќе се дадат фидбек од страна на стопанството да бидат имплементирани во политиките кои понатака ќе се носат. Не ова ништо за преку ноќ. Ова е стратешки предвиден вид. Добро, некои работи можат преку ноќ, но не се па долго трајни. Тоа е суштинска работа. Споменавте дека не го уживате вистинското место во економскиот ланец на исхрана, дека не сте задоволни вие како сметководители, дека не се слушате доволно. Меѓутоа, еден од поголемите проблеми што ги посочувате е конкретен е носењето на брзи закони за момент или така наречените адхок закони. Како влијаат овие изненадувања на економската клима и какви се последиците, позитивни или негативни? Никој не сака вакви изненадувања. Мислам, нема да кажам никаква тајна, кога ви кажам дека за поставување на поволна клима, односно за развој на поволна бизнис клима, потребна вие сигурност и предвидливост. Сигурност и предвидливост значи дека јас можам да планирам.
Значи не е, како да кажам, не е работа да ме фатите на препати да ми изненадите, него треба да ми дадете доволно време прво да учествувам во носење на решението кое ме засега, кое или нели директно ми брцнува во джебот, или па можеби јас треба да го имплементирам, или може треба да го применам на некој начин во моето работење, значи учествувам во диалогот што неколку пати го нагласи, да е транспарентен и отворен. И второ, од моментот кога ќе се донесете, ми донесете доволно време за да можеме да го имплементираме тоа решение. И за да може и државата од своја страна да развие системи, практики, механизми за начин на имплементација, бидејќи посебно кај нас во делот на даноците, мислам дека поголем дел или поголема тежина во моветот има спроведувањето или поголема тежина во моветот има начинот на постапување по некој решение, него или носењето на самото законско решение. Едно е како го смислиле на највисоко ниво, а после тоа многу е важно како тоа ќе допре до тоа што треба да допре до нас. Така да тука може да има два различни моменти и за да нема, односно за да биде колку што може похомоген тој процес, пак ќе речам потребно е сите да учествуваат на таа маса. Значи да, ако биде законот за даноци, треба да бидат и од Министерството за финансии, и од Управа за јавни приходи, и од сметководителите, и од бизнис сектор. Да, сите треба да бидеме на маса и сите да учествуваме во тоа. Го споменавте претходниот гостин професорот Ванчо Узунов, но и Нина Ангелевска со неја разговаравме. И пред вас беа ССМ, па рете и вас да ве прашаме. Каква е купувната моќ на македонскиот граѓанин? Мислам дека консензус ќе постигнете од сите дека не е сјајна. Да се изразиме предпазливо. Го постигнавме. Да сумираме од сите, во блокот економија. Но за мене клучно е тука да видиме зошто, причината на проблемот. Ако сега овдека мораме една ретроспектива да направиме, ако се вратиме назад, значи прво причината е пред се зголемување на цените, општо ниво на зголемување на цените. Сега зошто се случи зголемување на цените? Да, дел од проблемот е увозен, односно зголемување на цени на инпути и на артикли кои беше предизвикано од надворешни фактори на кои реално ние немавме скоро никакво влијание. Дел вие зголемување на енергенци. Сега каде тука треба да ја најдеме грешката и каде може треба да се поправиме? Не може преку ноќ, но за во иднина. Зошто 20 години не поставивме некој столб на кој ние можеме да се потребаме, па да не бидеме толку зависни за добар дел од тие работи од надвор, односно да не ги чувствуваме толку тие надворешни шокови. Зошто немаме 20-30 години ништо работено на темава, да може да ги амортизираме, да амортизираме такви шокови. Друго нешто. Велиме дека имаме општо ниво на зголемување на цените. Ако отворите учебник, веројатно ќе најдете прва, втора лекција таму по економија, се зголемувале цените под притисок на потрошувачката, односно позголемена потрошувачка. Ама ние не сме од учебник. Ова не е ситуација од учебник, нити па животот од учебник. Кај нас не беше тоа, немаше зголемена потрошувачка. Во ниеден момент немаше притисок од потрошувачката. Значи све што се случи, првиот импулс дојде од надвор и не беше нешто што е стандардно, односно нешто што сме виделе долго време. И сега го чекавме неподготвени сето тоа. И како одговоривме сега на прашањето, што беше првиот импулс на политиката? Ајде административно ќе зголемиме плата. Многу погрешно по мене. Гасите оган со масло. Значи со административно зголемување на платите, без механизам каде што имате однос меѓу продуктивноста и платата, вие што направите? Уште малце ги зголемивте трошоците на фирмите, бидејќи по единица производ не се зголеми продуктивноста, трудот не произведува повеќе услуги или производи, се зголеми повторно уште малце цената на крајните производи и уште покрај надворешните импулси уште дополнително имате зголемување на цените. И после нормално дека зголемувањето на платите не може да го следи, преку инфлаторна спирала, не може да го следи зголемувањето на цените. И сега на крај, веројатно и ова морам да го чепнам, мислам дека имаше неколку анализи независни кои излега во јавноста, мислам дека има и дел нефер пазарни услови или можеби нефер пазарни практики кои спроведуваат дел од трговците на мало. Не сакам со ова да тврдам и да прejudicирам, се темела на неколку истражувања кои јас независно онлайн ги имам најдено. Треба подетално да се влезе во анализа, меѓутоа па ако тоа е случајот, тогаш таа можете да го решите со она првото прашање што го зборевме со даночната политика, односно со имплементација на некакви, ако ти остваруваат над просечни маржи или не знам што, јас сум против овие политики за ограничување на маржа. Ако прави надпросечна маржа, дај му повисок данок, нека плати готово. Зашто данокот на добивка да не учествува и си имате механизам. Затоа и покремувањето на платата кога се прави на некој административен начин е негативно. Не може вие едноставно сега преку некој да речете ајде 30.000 плата. Добро, супер звучи, меѓутоа дајте ми реална спрега како тоа зошто и како ќе резултира. Значи да има механизам, тоа е важно. Сметковителите ги поврзуваме со завршните сметки, поднесувањето на завршните сметки. Сега полнираат работа. Да, е период кога не треба да ги бараме сметковителите затоа што се затрупани. Барајте ги, нема да ги најдете. Да, во класери и во бројки, нели по старо кажано.
Како го поменувате овој дел од годината? Проблемот со завршните сметки секогаш всушност двострук проблемот. Првиот проблем е затоа што имаме исклучително кратки рокови. Ова е една од главните рак-рана прашање на сметковителите, една од главните теми на кои сакам да се фокусираме како комора во наредните година дена, да едеме решение. Рокот за поднесок на годишна сметка во Македонија е најкраток во Европа, ви тврдам. Значи нигде нема во светот 28 февруари рок. И изговорот кој досега сме го добивале предходниве години, предходни клапи, да речам, на владеачки позиции, било, ама немаме време после тоа администрацијата да ги обработиме податоците. Мислам дека е смешен изговор, бидејќи имате преголеми, многу милион пати поголеми економија од нашата со не знам колкав обем на податоци кои стасуваат да обработат, па како ние не стасуваме со толку малку податоци. Значи тоа не држи вода и мислам дека расчистивме дека тој изговор не може да биде пласиран и мислам дека имаме позитивен импулс од тие неколку разговори што ги имавме со представници од државни институции, дека можеме заеднички да најдеме тука решение за ова прашање. Друг момент е тоа што колку вие повеќе ми го кратите на рокот за поднесок на извештај, толку понеквалитетен извештај. Тоа е многу логично, значи колку помалку време имам нештото да го сработам, толку помалку биде квалитетот на нештото. Значи треба да гледаат сите по држава, треба да гледаат нова како на инвестиција во време кај нас, за ние да обработиме подобри извештаи, за утре да имате подобри податоци. Не е само да соберете податоци. Системот да функционира подобро, затоа што ние ги правиме работите проформа. Не треба проформа да се представи, дај го извештајот, толку треба тоа извештај да содржи квалитетни, проверени, точни информации, врз основа на кои утре ќе градиш политики, еве за даноци или за што и да е во држава. А разговорот го започнавме со тоа што рековте дека треба се да биде дискусија, така што. Благоја Грозданов, дискутираме, најавуваме дискусија сива економија, данас што е вази е-фактура, нека биде тоа следното гостување, ќе го обработиме детално. Благодариме што. Благодариме. Да, и честит јубилеј 15 години Комора на сметковите. Вечерва го прославуваме, благодарам.